На 17 мај 2015 народот ја креда главата во големина не за 2 милионска, туку за 20 милионска држава. И тој народ, разнолик по многу нешта, но обединет во духот на слободата и правдата, ја казни власта, која се отпадила од уставните рамки, заборавила на општото добро и забраздила во криминал. Тие сакат, знаете што сакат? Тие сакат народни пари, а после тоа знаете што друго сакат? Сакат и аболиција и амнестија. Знаете кога ќе има избори? Кога ние ќе процениме меѓународната заедница дека треба да победи опозицијата. Само тога ќе има избори. Денес исто така протестирам бидејќи е 17 мај, ден кој што е многу битен за македонската историја, за раѓањето на една нова сила во отпорот, но исто така е меѓународен ден за борба против хомофобијата и трансфобијата. Токму на најжесток удар беа маргинализираните заедници кои што и од претходно беа оставени на работ на општественото постоење. ЛГБТ заедницата беше на константен удар од режимот на Никола Груевски и беше мета на секако вид на насилство, вербално, психичко и физичко насилство. Додека сторителите кои што го кршеа
секако со право, кој што ја кршеа канцеларијата на така наречениот председател Ѓорѓе Иванов, беа пронајдени за 2 дена, а ЛГБТ центарот за поддршка на Хелсиншкиот комитет беше кршен 6 пати и се уште никој не е пронајден за тоа. Никола Груевски веќе не е премиер. Денес Никола Груевски е сам. Денес Никола Груевски е изолиран. Денес Никола Груевски е готов. Борбата ќе заврши само кога сите барања ќе се постигнат. Но едно да не биде јасно, финалното решение на кризата се сепак избори. Ама фер и демократски избори. Не однакви какви што имавме до лани. Не смееме да дозволиме уште едни такви избори. Тоа ќе биде најголемата криза во која што Македонија ќе западне. When fascism was on the rise, not only in England, but all over Europe. Today in the 21st century, nothing has changed.